Томислав Димитров, кој веќе 3,5 децении е професионален пожарникар и еден од најискусните во Кочанската противпожарна единица, го доби признанието за најуспешен во текот на минатата година. На работен колегиум што се одржа во општина Кочани, градоначалникот Димитровски му ја врачи одлуката и традиционално телевизискиот приемник како дел од признанието. Според образложението, Димитров покажал голема пожртвуваност и несебичност во извршувањето на своите обврски, во гаснењето на пожарите и спасувањето на човечките животи и материјалните добра. Во мој работен стаж од 35 години се случуваа многу работи. Имаше и добри, позитивни, и негативни, и мало и смртни случаеви, така да на мене ми причинува големо задоволство кога кидам да спасам нечи дом, да спасам нечи живот, да ги спасам шумите, да ги спасам се. Тоа посебно ми причинува задоволство во работа. И јас веќе неколку пати сум наградуван сум и парично, лично од министрот Хари Костов за пожарите во Плачковица. Имам и други награди лично. Ова ми е посебно и ова ми е драга награда. Димитров беше скромен во потсетувањето во колку интервенции кои биле со сериозни околности лично учествувал. Па вели дека признанието од општината не го чувствува само како свое, туку заедничко со неговите колеги. Знаеме дека пожарникарството е опасно, но сепак е и благородна професија. Ние сме еден тим, една екипа која заеднички настапуваме. Тоа не е само моја награда, тоа е награда на сите нас. И благодарност да искористам прилика, благодарност на колегите што ме токму мене предложија за оваа награда. Следејќи ја практиката што општината ја воведе од лани, градоначалникот Димитровски ја додели наградата за најдобар општински службеник на раководителката на секторот за правни и општи работи Милка Александрова. Таа својата кариера ја започнала како референт на Општествено-политичкиот собор, а 16 години беше секретар на собранието на општина Кочани. Александрова заминува во пензија од местото раководител на секторот за правни и општи работи и јавни дејности во општината.